Почитувани гледачи, добре дојдовте во отвореното студио на телеканал А1. Време кога отвораме различни теми, различни анализи за актуелностите кои што се случуваат во нашиот регион. Наш и ваш гостин денеска е градоначалникот на општина Василево, господинот Ванчо Стојанов. Добре ни дојдовте во студиото на телеканал А1. Добро ве најдов и еден голем поздрав до гледачите на вашата телевизија, односно А1 телекабел А1 телевизија, и пред се еден голем и срдечен поздрав до гледачите од нашата општина, односно општина Василево. Така, пред да почнеме со разговорот, јас само да кажам дека сите вие, доколку имате некое прашање да го поставите до нашиот гостин, може да се јавите на телефонските броеви 331-223 и 331-224. Господин градоначалник, денеска бевте и крводарител, дали редовно дарувате крв и колку општината ги поддржува крводарителските акции во вашето место на живење? Така е, денес лично и јас дарував крв и тоа беше мој 33-ти пат откако дарувам од драгоцената течност да му послужи на оној кој што му е потребна, односно да спаси човечки живот, и општина Василево во изминатиот период и го докажа тоа дека е хумана општина, односно општина која сака да помогне на сите кои им е потребно помош, и во изминатиот период континуирано, односно најмалку 3 пати годишно организираме такви крводарителски акции, и не само во вид на крводарителски акции, туку и друг вид на хумани акции во организација и соработка со Црвениот крст на Струмица и службата за трансфузиологија. Јас им благодарам ним за успешната соработка која имаме ние како општина и тие како организации во изминатиот период, и јас се надевам дека таа успешна соработка ќе продолжи и понатаму, а еве доказ е и денешната акција на која беа соберени околу 27 крвни единици од страна на службата за трансфузиологија во Струмица. Така, меѓутоа од оние податоци кои што ние ги имаме, информации кои што ги добиваме од општина Василево, вие се грижите и за патниот крвоток во општината, реализирате повеќе проекти во насока на подобрување на патната инфраструктура. Она што како градоначалник на Василево барем многу пати сте го изјавиле дека на тој начин од една страна го помагате економскиот развој на градот, меѓутоа од друга страна директно влијание врз подобрување на квалитетот на живот на граѓаните во општина Василево. Еден од вашите тековни активности кои што ги спроведувате е улицата во Радичево, докаде се таму активностите? Така е, и како што најавивте, значи патната инфраструктура представува и крвотокот на самата општина, односно поврзување на сите населени места со општинскиот центар. Во изминатиот период успешно се справувавме со тој проблем, така да веќе на ден денешен имаме поврзано сите населени места. Немаме ниту едно населено место кое не е поврзано со асфалтен пат до општинскиот центар, дури и почнавме со реализација на асфалтирање на патишта кои поврзуваат две соседни села, односно едно со друго населено место, без разлика што него не поврзува општински центар. Значи немаме ниту едно населено место кое не е поврзано со асфалтен пат, и веќе пристапивме и со поврзување со асфалтирање на улици кои ќе значат успешна комуникација помеѓу граѓаните на самото населено место, и она што го спомнавте и значењето на економскиот развој, односно на индустријата, бидејќи веќе поврзуваме, асфалтираме и улици во самата индустријска зона, бидејќи развојот на економијата представува еден успешен развој и на самата општина, не само на општината, туку и целокупниот развој на Република Македонија генерално, за тоа што сакаме и ние да бидеме дел од она што е заложба на владата на Република Македонија, успешна економија со што Република Македонија и ние успешно се справувавме во изминатиот период. Значи, спомнавте и самите, во тек е реализација на улица во населено место Радичево, се работи за улица која е долго околу 250 метри и ќе значи добра циркулација на самите граѓани за тоа населено место, и сите оние проекти кои ги работевме во изминатиот период и ќе ги работиме во наредниот период произлегуваат од самите граѓани.
односно приоритети кои ги дале самите граѓани според нивните потреби. Се разбира дека потребите на граѓаните се големи, меѓутоа она што е приоритетно му даваме приоритет за да го реализираме. Кога планирате да биде готова улицата? Градежните активности на терен се веќе во тек. Јас се надевам дека некаде околу за 15 на дена, за 2 недели и оваа улица во оваа населено место ќе биде реализирана, како што беа реализирани во изминатиот период. Знаеме дека во изминатиот период, односно во тековната 2015 пред некој ден беше реализирана и улицата во населено место Дукатино до Манастирскиот комплекс, кој е од големо значење за самото населено место, а исто така беше реализиран и мостот во Нова Мала со проектот преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој. Истите повици ќе ги имаме и во наредниот период. Општина Василево има изготвено своји проекти за да настапи со своји проекти, со добри ревидирани проекти со кои ќе излеземе пред овие институции како би добиле и други проекти за реализација. Целта ни е, бидејќи општина Василево е една мала општина, општина која нема сопствен голем буџет, мораме да бидеме приготвени со таков вид на проекти за да можеме да аплицираме и успешно да настапиме, односно да побараме средства од другите институции за да можеме проектите да ги имплементираме токму во општина Василево. Само да се навратам на она што во изминатиот период го спомнав како поврзување на населените места, јас би спомнал едно од најзначајните што беше реализирано поврзување на населени места со асфалт, тоа беше населено место Едрениково, населеното место Седларци исто така доби свој пристапен асфалтен пат за поврзување до општинскиот центар, патот од М6 до Добрашници кој ги поврзува и населените места Нова Мала и Висока Мала исто така беше реализиран, и патот до Чанаклија кој беше еден од значајните потреби на граѓаните на оваа населено место, а едно нешто што беше како последно за реализација во однос на патната инфраструктура беше асфалтирањето на патот Добрашници Висока Мала и беше едно од последните населени места кој немаше пристапен пат и успеавме да го реализираме и тој пат во соработка со Агенцијата за државни патишта на Република Македонија, со што почнавме и со поврзување на асфалтниот пат Чанаклија Нова Мала и сметам дека во наредниот период ќе биде дореализиран и овој патен правец. Да. Од општина Василево, ако не се лажам, излезе единствениот пример на партнерство, еден вид меѓу индивидуа и општината за изградба на патот Трибичино Варварица. Тоа беше интересен пример кога и граѓаните во соработка со општината успеавте да покажете како може да функционира и таквиот вид на релација кога станува збор за подобрување на условите на живот на граѓаните. Тоа беше еден успешен пример за доказ на соработка помеѓу локалната самоуправа и граѓаните на територијата на општина Василево, односно вклучувајќи го и бизнис секторот, бидејќи благодарение на бизнис секторот, односно бизнисмен кои потекнуваат токму од оваа населено место, му се заблагодаруваме за целата таа реализација и целиот свој труд кој го вложи за подобрување на патната инфраструктура токму за оваа населено место, бидејќи тоа е едно старо населено место кое е веќе иселено, меѓутоа во денешно време во тренд на враќање на граѓаните кон своите корени, еве веќе тие и можат слободно да комуницираат, односно да видат од каде потекнувале нивните предци, односно татковци и дедовци. Тоа е еден успешен пример во контекст на поттикнување на бизнис секторот за општествена одговорност и да помогне во подобрување на условите на сите. Така е, тоа е еден потсек за сите бизнисмени без разлика дали функционираат, односно действуваат на територијата на општина Василево или на територијата на некоја друга општина. Таков пример ние имаме и реконструкцијата на основното училиште Гоце Делчев во подрачното училиште Гоце Делчев во населено место Радичево, каде во соработка со фирмите Сокотап и Филип Морис беше реализиран проект од околу 27.000 евра, можеби како средства не многу, меѓутоа како инвестиција многу значајна за граѓаните, пред се за најмалите категории, односно за учениците, бидејќи самите ученици добија едни одлични услови за да може да се воспитуваат и образуваат токму во овие институции. Како доказ на добрата соработка, еве оваа година Сокотап и Филип Морис одлучија да инвестираат повторно во општина Василево, затоа што целиот проект во самиот проект се содржеше и изградба на систем за топловодно грејење и по завршувањето на школската година, односно до 1 септември треба да биде реализиран и овој проект, односно поставување на систем за топловодно грејење, односно возможување на
адекватни услови за самите ученици, бидејќи во досегашниот период имавме печки на кои се затоплуваа самите простории и имавме и процес на загадување на самата животна средина и зачадување на самите училници. Тоа веќе ќе биде во заборав за ова населено место, односно за ова училиште, а наша интенција е во наредниот период сите училишта да имаат систем за топловодно грејење, за што веќе имаме изготвено и техничка документација и сме во преговори со Министерството за образование за во текот на летниот период да уште 4 училишта подршни на територијата на општина Василево добијат свој самостојно систем за топловодно грејење, со што условите за образование би ги направиле најсоодветни за да може да пружиме она што е најпотребно за младите генерации. Така, во општина Василево факт е дека индустријските зони функционираат со оглед на бројот на објекти кои што се градат таму. Неодамна со Евана склучивте меморандум за соработка за дислокација на електричните столбови за ослободување на градежни парцели. Што очекувате од овој проект? И во изминатиот период општина Василево даде голем акцент на развојот на економијата, односно развојот на индустријските зони и во тоа успеавме. Наша интенција беше да им помогнеме и на самите граѓани и на самиот бизнис сектор во соработка да тие можат што поуспешно да функционираат. Еден таков добар пример е индустријската зона во Василево, која функционира безпрекорно, односно и вториот дел од индустријската зона, бидејќи сите 9 градежни парцели во новата индустријска зона се веќе продадени, дел од нив веќе и почнаа со градба, а веќе сите имат извадено одобрение за градење. Меѓутоа, бидејќи самиот далновод, системот за пренесување на електрична енергија поминуваше низ средината на градежните парцели, еве во соработка со ЕВН ја постигнавме целта, односно потпишавме договор за дислокација на сите тие електрични столбови кои треба да почне со реализација од идната недела, за да можеме ние како локална самоуправа да пристапиме кон она што значи инфраструктура во самата индустријска зона, затоа што луѓето што дошле таму да функционираат, односно самите бизнисмени, треба да им овозможиме што подобри услови за нивно функционирање. Самата локација е најсоодветна, идеална за она што ќе им биде наменето на самите бизнисмени, а тоа е пред се индустријска зона за откуп и дистрибуција на земјоделски производи, а не само што ќе овозможиме продажба на земјоделските производи на нашите земјоделци, туку ќе овозможиме и вработување на луѓе од нашата општина, за да можеме да помогнеме и на владата на Република Македонија во напорите кои ги прави за намалување на невработеност. Така, ќе продолжиме со разговорот. Од режија ме информира дека имаме телефонско јавување. Добар ден, дали се слушаме? Гледачот очигледно се исклучил. Ние продолжуваме по натаму со темите кои што се ги имаме зададено. Што стана со Владевци, објектот кој што касарната го предаде на општината? Таму беа продадени веќе, имаше интерес за парцелите. Момент, еве гледачот повторно. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Повелете, во програма сте. Голем поздрав до градоначалникот од општина Василево. Само може големи похвалби за него и делата кажуваат цело што стори за нашата општина. Ви благодариме за јавувањето. Годат ли вака позитивните коментари кои што ги добивате и од жителите? Па така е, она што е позитивно и од самите граѓани, она што го гледат дека се случува на теренот, на територијата на општина Василево и мотивација повеќе за нас самите и како градоначалник и како администрација на општина Василево за да ни даде пострек што повеќе да функционираме, односно да работиме во интерес на самите граѓани. Така, да продолжиме, значи се продаде чинам тој објект на касарната во Владевци, кој што лично министерот за одбрана беше дојден да го предаде на користење на општината. Така е, градежната парцела е продадена со површина некаде околу 3 хектари, веќе е отуѓена и чекаме веќе во наредниот период самиот бизнисмен, односно кој ја купи градежната парцела, да дојде со свое барање за издавање на градежна дозвола и сметам дека во наредниот период тие тоа ќе го сторат и ќе инвестираат токму во општина Василево.
дозволата која ќе му биде издадена од страна на општина Василево е според она што општина Василево ги има планирано како услови за градење на самата локација која е урбанизирана. Со самото тоа, бидејќи се наоѓа и на исто така на добра локација, сметаме дека ќе даде еден добар лик за целиот овој регион, односно за пред се за општина Василево. Не само таа градежна парцела, ние веќе почнавме и со другата индустријска зона на патот, односно индустријската зона кај Карбинот. Веќе во текот на идната недела, во разговор со министерот за транспорт и врски, очекуваме идната недела да излезе на продажба уште една градежна парцела за сите оние кои се заинтересирани да инвестираат во општина Василево, а такви ги има многу, бидејќи секојдневно пристигнуваат луѓе кои прашуваат дали има градежни парцели на територијата на општина Василево за да можат да купат градежни парцели и да функционираат во општина Василево од повеќе причини. Причината е заради тоа што местоположбата, географската местоположба на самата индустријска зона е најсоодветна, односно се наоѓа на магистралниот пат и комуналиите кои општина Василево презеде еден храбар чекор заедно со Советот на општина Василево за намалување на висината на комуналиите за градење на самите индустријски капацитети кои ќе се наоѓаат во општина Василево. Така, само едно подсетување за нашите гледачи, доколку имате прашање до градоначалникот на општина Василево, телефоните се 331-223 и 331-224. Господин градоначалник, од тековните проекти кои што ги имате, освен асфалтирање, реконструкција на патни правци, имате и проект за осветлување на овие патни правци, конкретно на клучката на магистралниот пат М6. До каде е оваа активност? Има ли рокови кога треба да се очекува да биде завршен овој проект? Во општина Василево има проекти кои се во тек, проекти за кои веќе е објавена јавната набавка и проекти кои во наредниот период требаме да распишеме јавна набавка за имплементација на самите проекти, бидејќи средствата за нивна реализација се веќе обезбедени. Значи, веќе во наредниот период, односно во текот на идната недела, треба да отпочнеме и со градежни активности и на паркот во Василево и на паркот во Градашорци, кои ќе дадат еден соодветен лик на влезот на населено место Василево, бидејќи Василево представува и централно подрачје, односно седиштето на самата општина, а во функција на што подобри услови во самата индустријска зона и решавање на проблемите со влезно-излезни решенија и на населените места, и на индустријската зона во соработка со Агенцијата за патишта на Република Македонија, веќе е во тек јавната набавка за осветлување на трите клучки кои се и ризични за сообраќај, односно тоа е клучката на Василево, клучката на Градашорци и Ангелци и клучката за влез према Добрашинци Нова Мала, односно клучката кај населеното место Карбино, со што ќе ги осветлиме сите три клучки и со можност во наредниот период целото тоа осветлување да биде поврзувано, односно да представува една целина која ќе даде една сосема друга слика при влезот и излезот од нашата општина, односно да биде нешто што ќе ја карактеризира општина Василево и она што беше моја желба во изминатиот период, односно поставувањето на јарболот на нашата територија, на местото каде што сега треба да се наоѓа паркот, бидејќи не успеавме со реализација на овој суштински проект за поставување на јарболот, односно она што ќе даде символ на општина Василево, успеавме да реализираме едно друго решение. Решението ќе го решиме со самата изградба на паркот, бидејќи ќе имаме еден ротирачки фундамент на кој ќе бидат обележени символите не само на Република Македонија, туку ќе бидат обележени и символите на општина Василево, што ќе му даде еден карактеристичен белег токму на нашата општина. Во тек се и други активности кои се одвиваат во општина Василево, јас би ги споменал тука и изготвувањето на урбанистичките планови. Може би за око за граѓаните невидливе, меѓутоа една од најзначајните теми, најзначајните проблеми кои ќе решат многу проблеми во однос на она што значи издавање на градежни дозволи, планирање на просторот во самите населени места, со што планираме сите овие населени места, односно барем поголемите кои се наоѓаат на територијата на општина Василево, да добијат
урбан лик, односно да ги добијат најсоодветните услови за живење, за да не се прави веќе онаа разлика рурална и урбана средина за живење. Сите граѓани да бидат еднакви без разлика дали живее во урбана или живее во рурална средина, а јас сум оптимист дека во наредниот период тоа и навистина ќе го постигнеме. Така. Дали имаме телефонско јавување, само да проверам? Ало, добар ден. И да го поздравам нашиот прв човек посебно во вториот мандат, на кој што ветуваше и успешно работи. Се што е ветено и исполнува и секогаш е со луѓето. Особено има обновено училишта, патишта, улици, па што сме најрадосни градинка имаме, а посебно ги поздравувам сите во комуналното предпријатие Турија што успешно работи и целиот наш народ што пие чиста и здрава вода со сета негова помош што заеднички ги споделуваат работите. Секоја чест нека бидат поздравени сите во студиото и градоначалникот од Тенкова Лилијана. Так, благодариме за јавувањето. Ете, гледачката отвори теми за кои што подоцна ќе се осврнеме во делот на проекти кои што ги имате. Општина Василево досега редовно учествува на конкурсите за рурален развој, за финансирање на проекти преку Агенцијата за финансирање на поддршка на руралниот развој. На последната седница чинам донесовте и неколку одлуки во таа насока за нови проекти, со што ќе аплицирате и што ќе реализирате преку оваа програма. Да. Најпрво да се заблагодарам на гледачката за поддршката која имаме. Пред се сметам дека од поголем број на граѓани на нашата територија имаме таква поддршка и тие се нашиот пострек за успешна понатамошна работа и ме потсети на неколку теми, односно на некои проекти кои во изминатиот период ги имаме реализирано, а веќе се и во заборав на самите граѓани, меѓутоа, еве, овде се граѓаните да не потсетат, меѓутоа, оно што е добро не се заборава. Тоа се памти, пред се за градинката, во која веќе околу 60 деца си имаат свое сместувалиште, односно нивните родители се слободни да ги одвиваат сите оние други активности и ги имаат како работни задачи, за да можат тие да бидат слободни, а нивните деца да бидат згрижани. Во однос на она што значи аплицирање во другите институции, пред се во Бирото за рурален развој, во Агенцијата за финансиска поддршка, во изминатата година ние аплициравме за такви проекти и реализиравме и бевме една од општините која доби најмногу средства за реализација на своји проекти за 2014 година. Сите тие успешно ги реализиравме. Пред себе се сетиле овде на реализација на крак на канализација во населено место Ангелци, што беше реализиран токму преку оваа програма, реализација на системот за одведување на отпадни води, односно канализација во населено место Пиперево и централната улица во оваа населено место, со што ги подобривме значително условите за живење во оваа населено место. Ние и понатаму ќе продолжиме со такви апликации пред институциите, не само преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој, односно институција која што најмногу доделува средства за општините, туку и преку другите министерства. Примерот е исти и со Министерството за финансии, каде што општина Василево аплицираше со своји проекти. И на последната 27-ма седница советниците, сите советници без исклучок на политичката партија, донесоа одлука за аплицирање со проекти. Едно од најзначајните и едно од највредните крупни капитални проекти кои треба да се случат токму со средства кои се обезбедени токму од Агенцијата за финансиска поддршка. Овде би го напоменал населеното место Сушево, каде што ветувањето кое го имавме во изминатиот период, еве денес ќе го реализираме. Затоа што средства се веќе обезбедени за канализирање на целото речно корито. Низ целото населено место, бидејќи знаеме од невремето 2013 имавме големи штети во оваа населено место, не само канализирање и уредување на речното корито кое го имаме во оваа населено место, туку и изградба на улица низ долж на целото речно корито и пешачка патека со осветлување.
кој треба да даде еден сосема нов лик на ова населено место, како што заслужуваат граѓаните на ова населено место. Други одлуки кои беа донесени на последната 27-та седница на Советот на општина Василево и реализацијата на голем број на други проекти. Овде припаѓа реализација на улицата во населено место Ангелци, реализација на улица, односно тоа ќе биде еден вид уредување на централно подрачје во населено место Ангелци, каде што ќе биде офатена и црквата околу оваа населено место, каде што треба да се реализира, и ќе отпочнеме со реализирање на дел од проектот за одведување на отпадни води, односно канализација за населено место Владевци, односно изградба на главниот колектор, главен колектор кој ќе даде можност и за приклучување на одреден број на домаќинства за оваа населено место, бидејќи таму имаме навистина проблем со одведување на отпадните води. Со ова ќе решиме голем број на проблеми кои ги имаме во општина Василево, а морам да напоменам дека пред изградбата на улицата во населено место Ангелци, прво ќе претходи изградба на систем за одведување на отпадни води, односно изградба на последниот крак за фекална канализација за оваа населено место, за да можеме да го комплетираме целиот овој систем за населено место Ангелци, со што потоа би дали акцент на другите две населени места, Градашорци и Василево, каде што главниот колектор заедно со таложницата се веќе реализирани. И јас се надевам дека тоа успешно ќе го спроведеме во наредниот период и довршувањето на системот за одведување на отпадни води за населеното место Пиперево. Така, во делот на проектите кои што се финансирани преку Министерството за финансии? Така е, веќе ние добивме решение дека проектите се успешно оценети и веќе чекаме на објавување на јавен повик за нивна реализација, а тоа се токму атмосферската канализација од центарот на населено место Василево во висина од околу 10 милиони денари. Потоа други проекти кои ги имаме во Министерство за финансии аплицирани, тоа е централната улица од центарот на Василево до Мистон. Така. Тоа е познато за граѓаните на Василево. Тоа би требало да биде една улица со ширина од 5 метри и пешачки патеки од двете страни со по 1,5 метар, односно целата ова делница би била во ширина од околу 8 метри со атмосферско одводнување. Друг проект кој треба да го реализираме преку Министерството за финансии е една улица во населено место Владевци, односно тоа ќе биде продолжување на самата улица, на самиот пат од централното подрачје, односно од училиштето кај населено место Владевци до горниот дел преку реката на населено место Владевци, бидејќи таму ќе имаме и изградба на еден мост за да може луѓето слободно да поминуваат по таа улица. Сите овие проекти се надевам дека успешно ќе ги реализираме во текот на оваа година. Се разбира доколку временските услови тоа го дозволат, меѓутоа тука сме ние да работите ги тераме што побрзо да се реализираат. Да. Ке се навратиме на градинката која што беше преку ИПА програмата за меѓугранична соработка, меѓутоа во општината влегуваат и европски пари преку ИПА програмата за рурален развој. Имате ли проекти кои што треба да се финансираат преку оваа програма? И каква оди соработката со искористувањето на меѓуграничната соработка која што имавте нели за градинката? Беше тој еден голем проект кој што го реши барем она што нас жителите на општина Василево кажуваат долгогодишен проблем со предшколското згрижување на децата во градинката. Општина Василево реализираше прв пат еден таков проект со средства од Европската Унија, односно прекогранична соработка со Република Бугарија. Тоа како наша партнер општина беше општина Струмјани. На почетокот и ние бевме пионери во реализацијата на такви проекти, но еве веќе сме поискусни, очекуваме веќе во наредниот период во месец јули-август да излезе и наредниот повик со Република Бугарија и веќе
на неодамнешната средба со градоначалникот на Струмјани од Република Бугарија договоривме и апликација, односно настап пред Европската унија со нови проекти кои ќе значат битно подобрување на инфраструктурата и на територијата на општина Василево и од другата страна на територијата на општина Струмјани. Со таа разлика што овој пат, односно на овој повик, општина Василево ќе излезе со два своји проекти, каде што на едниот проект ќе биде носител на самиот проект и од друга страна договорено е со градот Сандански да бидеме како партнери во реализацијата на проектот, така да сега веќе бидејќи сме веќе поискусни и самата администрација, јас се надевам дека успешно ќе имплементираме два проекти кои ќе бидат проектите, се уште сме во преговори, бидејќи проектите треба да бидат од иста тема, односно идентични, каде што ќе се реализираат и на нашата територија и на територијата на Република Бугарија. Така, кога сме го спомнавме образованието, спомнавме дека со помош на бизнис сектор работите на реконструкција на некои училишта. Да го споменеме училиштето во Радичево, кои се вашите планови за овој објект? Кога зборуваме за образованието и за нашата популација која треба понатаму да не следи, имаме многу што да кажеме на територијата на општина Василево, бидејќи на вистина сите услови во образованието ги подобривме. Не само условите за самото учење, туку и условите за следење на наставата по физичко воспитување. Јас би почнал и од прво од Радичево, значи успешно беше реализирана и овој проект за реконструкција на ово училиште. Сега оваа година ќе следува поставување на систем за топловодно грејење. Исто така со наши средства на општина Василево извршивме потполна реконструкција на кровот, на столарија и громобранска инсталација на училиштето во населено место Чанаклија. И она што го спомнав, значи наша интенција ќе биде поставување на систем за топловодно грејење уште на 4 подрачни училишта. И она што е значајно за самите млади граѓани на општина Василево е тоа што ние во самото централно училиште овозможивме да тие наставата по физичко воспитување ја одвиваат во најсоодветни услови, не само за учениците, туку во попладневните часови и за оние кои сакаат да рекреираат. И она што фали на училиштето, централното училиште во Нова Мала, сметам дека оваа година ќе го реализираме. Со свој проект, односно преку Центар за развој на Југоисточниот плански регион, општина Василево веќе има одобрено износ од околу 6 милиони денари и донесена е одлука од страна на општина Василево за кофинансирање на преостанатиот дел, за да може стариот дом на културата во населено место Нова Мала да го претвориме во една спортска сала, каде што ќе можат и овие ученици од ова централно училиште да ја одвиваат својата настава по физичко воспитување. Очекувам овој проект да биде реализиран исто така годинава, а исто така преку Агенцијата за финансиска поддршка ќе се навратам уште малку. Значи планираме да обезбедиме финансирање уште на изготвување на урбанистички планови за 3 населени места. Тоа се Владевци, Ангелци и Градашовци, со што веќе 50% од територијата на општина Василево би биле изработени урбанистички планови, бидејќи во тек е изработката на урбанистичкиот план за Пиперево и урбанистичкиот план за Василево. Не само во централните училишта за спортските сали, значи ние инвестираме и во објекти за одвивање на наставата по физичко воспитување и во другите населени места, односно во подрачните. Неодамна сигурно паметите го пуштивме игралиштето во населено место Седларци, кое е значајно не само за самите ученици, е значајно и за самите граѓани, за да можат во полудневните часови тие да ги потполнат своето слободно работно време, односно да спортуваат и да рекреираат, а самите тие спортски објекти се и осветлени за да можат таа рекреација да одвиваат и во попладневните часови. Во тек на изработка е проектната документација за едно такво повеќе наменско игралиште за населено место Дукатино и очекувам од прилика за 1 месец, ако веќе стасаме со изработката на техничката документација, да отпочнеме и со градежни активности за изградба на едно такво повеќе наменско игралиште и во населено место Дукатино, како што е повеќе наменското игралиште во
населено место Ангелци, а за неколку дена треба да биде готово и двојното тениско игралиште во населено место Ангелци, каде што ние сме во фаза на изработка на техничка документација и за заокружување на целиот овој комплекс, каде што ќе биде еден забавно рекреативен комплекс за сите граѓани и на Ангелци и на Градашавци, за да можат да го пополнуваат своето слободно време и тоа да биде еден парк за млади и возрастни луѓе кои ќе го поминуваат своето слободно време. Такво игралиште имаме изградено и во населено место Пиперево, имаме изградено во Радичево и за да она што значи искористување на капацитетите кои ги има општина Василево, значи одржување на разни видови на турнири, без разлика дали се работи за турнир во мал фудбал, турнир во кошарка или одбојка, општината секогаш дава таква подршка за оние кои сакаат да спортуваат. Бидејќи веќе сме сведоци дека во општина Василево израснаа и големи спортисти, не само турнирите кои ние даваме значајна подршка кои имаме на нашата територија, туку јас овде би се навратил на што и сум горд како градоначалник на општина Василево, односно на населено место Сушево, бидејќи успешно не представува во првата одбојкарска македонска лига и беа вице шампиони. Тоа навистина ме радува и јас се надевам дека младите генерации за кои овозможуваме такви услови ќе ги следат нивните претходници за да можат да го представуваат и одбојкарскиот клуб Сушево и општина Василево. Така. И учениците од Висока Мала ќе добијат ново школо. Тоа барем го најавија представниците на ТИКА, турската владина агенција во Македонија, при последната посета на Висока Мала, кој што кажа дека ќе го финансираат тој проект. Соработката на општина Василево со владината организација ТИКА е безпрекорна во изминатиот период. Знаете, во соработка со ТИКА ние реализиравме голем број на проекти. Еден од проектите е и уградувањето на гробиштата кои ги имаме покрај самиот магистрален пат и веќе тоа доби една убава слика и тие се наши чести гости и соработуваме со нив и во еден разговор со нивните представници побаравме средства за реконструкција на училиштето во Висока Мала, меѓутоа тие беа на добра волја и рекоа дека училиштето нема да го реконструираме, туку ќе изградиме една сосема ново училиште кое ќе биде функционално во вистинска смисла на зборот, каде што ќе се овозможат сите услови за одвивање на настава и ни побара друга соодветна локација за која општина Василево најде таква локација, ја предложи, беше прифатено и се сеќавате на нивната посета на оваа населено место. Тие самите објавија дека тие ќе инвестираат во изградба на едно ново училиште, за што општина Василево беше задолжена да изработи и проект. Тоа е веќе завршено и е доставено до самата организација ТИКА, која треба да инвестира во наредниот период, односно летово, токму во изградба на едно ново училиште со што целиот образовен систем би бил заокружен и тоа ќе биде една мотивација за граѓаните, односно за младата популација во оваа населено место, за да стекнат навика своите деца да ги пуштат да се образуваат. Така. Со Турција имате уште една соработка, односно за една година веќе треба да биде и првиот саем на отворено воопшто во Република Македонија, проект кој што го спроведувате во соработка со Федерацијата на фармери на Република Македонија и соодветни институции од Турција. Како одат подготовките? Ке го бидне ли саемот на отворено? Така е, тоа е еден прв таков саем во Република Македонија и на Балканот, кој треба да се случи токму во општина Василево. Подготовките се интензивни. Пред неколку дена тие повторно беа на посета овде во општина Василево, заедно со Федерацијата на фармери. Јас се надевам дека целиот тој проект ќе биде реализиран во потполност и сите оние барања кои ќе бидат побарани од нивна страна да може општина Василево да ги реализира, тие ќе бидат реализирани во потполност за да може што поуспешно да се реализира токму тој проект кој ќе биде символ не само на општина Василево, туку и на Република Македонија, затоа што такви сајми, јас колку што знам, има одржано 2 во Република Германија и уште еден во Европа. Значи, ние би биле некаде
први на Балканот каде што би се одржал еден таков саем на отворено во соработка токму со представниците од таа турска организација и представниците на Федерацијата на фармери. Така, само едно појаснување за гледачите, тоа е практично саем на кој што од засадување се гледа резултатот додека растението порасне на одредена висина и... Класично речено, тоа е еден саем од семка до плод. Значи, од самото засадување до бербата на плодот, односно една презентација не само на плодовите, туку и на целиот вид на механизација и агротехнички средства и мерки кои треба да се преземаат во самиот процес на одгледување на растението. Така, во последниот период некако општина Василево стана актуелна и со поголем број на спортски турнири, настани кои што ги организирате. Сега, за нас што не се го следиме многу спортот, тоа може изгледа многу далечно, меѓутоа имавте турнир во мал фудбал, потоа имавте некои други првенства кои што се случува. Оваа година за прв пат се одржа турнирот во Ангелци, односно на новото повеќе наменско игралиште и токму тоа е наша цел да бидат сите тие инфраструктурни објекти да бидат максимално искористени. И мене како градоначалник и локална самоуправа тоа не исполнува за она што го градиме да биде ефективно употребувано од страна на оние за кои е наменето. Тако беше турнирот во Ангелци, каде што младите луѓе, оние кои се уште спортуваат, рекреираат, ја трошат својата енергија токму овде на спортските терени на кои ние ги имаме изградено, односно имаме вложено наши пари, односно пари на граѓаните, еве тие возвраќаат со тоа што спортуваат на самите игралишта. Тоа е прв турнир кој се одржа во ова населено место и се надевам тоа ќе биде традиција и за Ангелци и Градашовци за во наредниот период да ги одржуваат таквите турнири. Еве следува празникот Богородица каде што секоја година традиционално се одржува баскет стрит. Оваа година општина Василево исто така ќе даде максимална поддршка за одржување на таквиот вид на надпревари, што е нешто карактеристично не само за нас, општина Василево, како една мала општина, туку и за поголемите општини, а знаете, минатата година беше присутна и репрезентацијата на Македонија во кошарка и самиот тренер на репрезентацијата и беше восхитен од целиот тој настан и од она што значи поддршка на општината за ваквите спортски манифестации. Не само спортски манифестации од типот на фудбал, на кошарка, на одбојка, туку ние имаме и ловно друштво кое континуирано им даваме средства од општината за одржување на таквиот вид на спорт, односно на рекреација за сите оние кои се занимаваат, бидејќи секој си е љубител на она што си го сака, на некоја своја гранка, она што сака да го прави. Општината дава поддршка и за таквиот вид на турнири, односно поддршката е континуирана за сите и спортски здруженија и граѓански здруженија кои ги имаме на територијата на општина Василево, бидејќи спортот е нешто што ги прави младите генерации психофизички здрави и за да можат да се издигнат во едни здрави идни следни генерации кои ќе ја представуваат општина Василево. Да, по културните манифестации или оние манифестации кои што ги организирате, иако е ова опасно време од денот да зборуваме за празијадата и специјалитетите кои што ги прават домајкинките, меѓутоа ќе продолжите да го овој бренд да го сочувате, по тоа што стана Градашорци, Василево популарно, значи по таа празијада и кои други културни настани во тој дел културно-уметнички друштва кои што постојат во населените места ги поддржувате? Како би престанале да одржуваме на таква манифестација кога тоа стана и бренд во цела Република Македонија, општина Василево, односно Градашорци, стана познато по празот, односно по празијадата која е еден символ за општина Василево, бренд на каде што се представуваме со својата празијада и имаме и разни промотивни материјали кои ги делиме и за она што значи популација на општината. Не само тоа, од оваа година почнавме и со еден друг вид на манифестација, односно Ѓурѓовденските средби во населено место Едрениково се одржаа за прв пат оваа година и јас се надевам тоа ќе биде традиција за понатаму да ја следат
не само ние, туку и идните генерации по нас, бидејќи тоа е населено место каде што имаме еден висок степен на одливање на младите луѓе, односно иселување. Сакаме ваквиот тренд да го сопреме. Не само да го сопреме, туку и да направиме еден тренд на враќање на граѓаните према руралните општини, а тоа ќе го направиме само на еден начин. Доколку им овозможиме инфраструктура, доколку им овозможиме добар начин на живот и комуникација со сите граѓани на територијата на општина Василево, на Република Македонија, па и пошироко. Тоа успешно досега го правиме. Даваме подршка на сите културни манифестации кои се случуваат во општина Василево, даваме подршка за културно-уметничкото друштво кое го имаме од Радичево, а јас се надевам дека и културниот дом кој треба да го направиме во населено место Нова Мала, бидејќи тоа ќе биде едно место каде што ќе служи и за одвивање на настава по физичко воспитување за самите ученици. Според проектот е направено и за одржување на токму на таков вид на манифестации кои треба да се одвиваат од страна на културно-уметничките друштва кои ќе бидат организирани токму од овие населени места, па да примаме и наши гости од кои ќе доаѓаат од други општини, од други населени места, па и од други републики. Така, само уште за крај, вака кога гледате наназад во времето, во овој период кога ја држите палката во општина Василево, што е она што најби сакале да биде сменето? Не би сакал многу да биде променето. Сакам да биде променета разликата, односно дистанцата која постои помеѓу рурални и урбани средини. Начинот на живот за оние кои живеат во градовите и начинот на живот за оние кои живеат во селото да биде исти. Дури да биде подобар, затоа што сепак во едно село би имало и почист воздух, би имало почиста вода и би имало послободен живот, и тоа треба да биде еден вид предност за оние кои живеат во руралните средини, бидејќи во руралните средини, односно во малите населени места, повеќе се негува македонската култура, повеќе се негува македонската традиција, повеќе се негува македонската кујна, зашто во урбаните средини тоа не би можеле да кажеме дека ги има сите услови. Така. Господин градоначалник, јас пред се ви благодарам за времето кое што го одвоивте да бидете гостин во нашето отворено студио. Ви посакувам и понатаму успех во работата и реализација на проектите на општина Василево. Слушнавме што најавувате за одреден период. Повторно ќе седнеме на маса да видиме дали е тоа сработено или нешто е одложено. И уште еднаш, доколку имате нешто да додадете, да ја одјавиме нашата емисија. Благодарам и вам на поканата. Јас се надевам дека се она што го спомнавме и го дискутиравме денес овде во вашата телевизија, ќе имаме шанса повторно да дојдеме овде и со гордост да кажеме пред граѓаните на општина Василево дека се она што сме го ветиле е реализирано. Така работевме во изминатиот период, така ќе работиме и понатаму. Затоа што овие граѓани ја дале довербата и она што сме рекле дека ќе го реализираме, се надевам дека во наредниот период, за периодот за кој сме ветили, ќе ги реализираме сите проекти, а се со цел подобрување на условите за живење на нашите граѓани. Така, ви благодарам. Поштовани гледачи, а вас ви благодарам за вниманието со кое го следевте и ова издание на Отвореното студио. Останете и понатаму на фреквенцијата на телеканал А1.